Да се одложи наплатата на решенијата за користење летни бавчи за минатата година, односно да не биде условена со годинешното решение, но и да се реши проблемот со неколкуте кривични пријави. Денеска побараа од општината членовите на Сдруженијето на угостители Бисер од Куманово. Угостителите изразија задоволство од досегашната соработка со локалната самоуправа, посочувајќи дека не бараат ослободување, туку одлагање на плаќањето, можност за плаќање на рати, бидејќи велат некои од нив се значајно погодени од кризата предизвикана од пандемијата. Знаете дека во овој период на пандемија бевме еден од најпогодени сектори. Затоа и доставивме некои барања до општината. Наидовме на разбирање, ќе се достават писмено, ќе ги разгледаат службите на општината и се надам дека позитивно ќе одговорат на нашите барања. Шестиот пакет знам дека е усвоен минатиот вторник на седница на влада и треба да почне со исплата. Кога ќе почне, не знам. Имате ли конкретно? Ги прашавме пратениците, ни они немаат информација кога ќе биде. Ќе се обратиме и до Министерство за финансии, ќе се обратиме до сите надлежни кои што се у тој и преку Сојузот на стопански комори, Туристичко-угостителска комора, каде што сме членови како Сдружение на угостители Бисери. Мислам дека би требало сега што поскоро да биде, бидејќи веќе усвоено на влада, одобрени се средства. Градоначалникот на Куманово предложи Сдруженијето да ги достави барањата до општината, па тие ќе утврдат доколку дозволуваат законските можности, ќе им се излезе во пресред за одложено плаќање. Дополни дека на следната седница на Советот ќе се предложи и година во угостителите да бидат ослободени од плаќање такса за користење јавно прометна површина. Сметам дека може да се изнајде решение во интерес на сите. Она што е најбитно, дека општина Куманово има сенс за своите угостители, тие се составен дел на оваа општина. Поминавме ни еден тежок период, се надевам дека таа корона пандемија нема да има повторно такви пикови, за да ги ограничи во делот на нивното работење, а ние ќе донесеме на следната седница на Советот, ќе предложиме да се донесе нова одлука, кај што ќе се продолжи одлуката за ослободување на плаќање на надомест од такса за поставување, за користење на јавни прометни површини и дополнително ќе гледаме да ги уредиме сите претходни облигации кои што ги имаме од претходните договори во делот на изнаоѓање начин како да се плаќаат за останатите обврски на рати кон општината. Меѓутоа Димитриевски апелираше делот угостителите да не ги злоупотребуваат и узурпираат јавните површини со поставување столови, маси и друга урбана опрема и навреме да ги надмируваат своите давачки. Подсети дека општината ја намали таксата за фирмарина од 6.000 на 4.000 денари, како и ослободување за таксата за користење земјиште. Членовите на Сдруженијето Бисер нагласија дека нелојалната конкуренција и сивата економија се заеднички непријател за сите. Угостителите предложија и дека сакаат да потпишат меморандум за соработка со општина Куманово. На средбата со угостителите присуствуваа и пратениците од Куманово, советниците, председателката на Советот, представниците од секторот за комунални работи, инспекциите, државниот пазарен инспекторат и секторот за внатрешни работи.